И здраво на сите и добре дојдовте назад на мојот YouTube канал. Како што гледате по насловот, денеска одлучив да ви снимам едно брутално видео. Spill your guts or fill your guts. Или понашки, одговори или пи, но не било што, туку една од овие блювотини кои јас пред малку си ги направив. Ова првото е кисела вода со јаболков оцет и кари. Ова е сос од цвеклов со бибер. Ова е млеко Red Bull и Vegeta. Ова е водка и цимет. И ова е црвено вино со црвен пипер. Жал ми е што не сум во можност исто тоа видео да го снимам со уште некого. Меѓутоа, токму од таа причина дојдов на една супер кул идеја. Ангажирав 10 јавни личности од Македонија, јутубери, инфлуенсери, пејачи, на еден виртуелен начин да ми гостуваат во денешното видео. Тие ќе ми ги поставуваат бруталните прашања за ова видео. На мене останува или да одговорам на нивните прашања, или да се напијам од нештата кои се наоѓаат пред мене. Јас ќе се потрудам да бидам максимално искрен, затоа што се ова што се наоѓа пред мене е фуј, во буквална смисла на збор. Меѓутоа, доколку нивните прашања се баш онака дрски, сепак ќе се напијам за моје добро. Останете до крајот на видеото за да видите кој се ќе гостува во моето денешно видео. Се надевам дека ќе ви се допаднат гостите. Претходно само ставете лайк и претплатете се на мојот YouTube канал со клик на subscribe. Ајде ќе стартуваме со прашањето од Благица Дзунзуровска. Баш ме интересира што Благица има да ме праша. Хај! Најпрво пред да го поставам моето прашање или предизвикот да ти го кажам за Spill your guts or fill your guts, сакам да ти се заблагодарам, Марио, што ми овозможи да бидам дел од твоето видео. Многу интересна идеја, голем поздрав за сите твои фанови. Само поддржувајте го, Марио, и тоа е тоа. Немаш повеќе да кажам, да не должам. Прашањето е да не подредиш, тоест предизвикот, не е баш прашање ова. Од сите што учествуваме, сите што ти пуштивме видео од инфлуенсери, јутубери, пејачи, да не подредиш од најмил, најдраг до најонака што скороич не го сакаш, сите поред вака да не подредиш, и ако не го направиш тоа, пи или јади од тоа што имаш стајано напред. Океј, Благица била креативна. Не знам како да одговорам на ова прашање, односно не прашање, повеќе предизвик. Меѓу овие луѓе кои денеска ќе гостуваат во моето видео, не постојат луѓе кои не ми се драги. Буквално сите 10 ми се исклучително драги. Со некој се знам подобро, со некој не баш така добро. Меѓутоа, сите ги почитувам и со сите имам некаква коректна комуникација. Во видеото учествува и Вона, со која јас се дружам 10 години и нормално дека неја ќе ја ставам на прво место. Меѓутоа, постојат и луѓе кои еднаш во животот ги имам видено, така што не е објективно да правам некаков редослед. Така што ето, ова нека биде мојот одговор, но сепак ќе се напијам од нештата кои се наоѓаат пред мене за да бидам фер. Прво на мени го имаме, леле не, имаме газирана вода, јаболков оцет и кари. Ау, Благица. Ова е баш одвратно. Со оглед на тоа дека имам 5 одвратни работи, а 10 прашања вкупно, доколку на повеќе од 5 не одговорам, ќе направам уште еден круг. Сега за сега идеме поред, се надевам дека нема ни сите 5 да ги пробам, но чисто да ви ги кажам правилата. Следно прашање доаѓа од Иван Ајнштейн. Ајде да видиме што Иван има да ме праша. Ти поставам прашање со дали, за да немаш избор. Значи, ако го одговориш, ќе биде тој одговор, ако не го одговориш, ќе го знаеме одговорот. Пак така да дали имаш некад играно стриптиз? Океј, ќе одговорам на оваа прашање, иако ни самиот не го знам точниот одговор, но мислам дека имам играно стриптиз. Кога бев помал, во тие тинејџерски денови, стално со друштвото игравме вистина или предизвик. Верувам дека тоа сте го правеле сите кои сте на моја возраст или нешто постари од мене. И не се сеќавам на ситуацијата, но убеден сум дека сум го правел тоа во рамките на таа игра. Така што да. Следен или следна нека биде кој друг ако не Кике Цветче. Да слушнеме што има да ме праша Кике Цветче. А јас поучена од примерот на Иван, ќе те прашам. Дали некогаш ти имаат понудено пари за секс?
Океј, твоето прашање со дали овде немам простор нешто многу да се објаснувам, затоа што ако се напијам, тоа по дефолт значи дека сум имал понуда. Доколку кажам не, ќе си земете за право да кажете дека лажам. Па ќе бидам искрен, се случувало, но никогаш во живо. Знаете како денеска функционираат социјалните мрежи и секоја будала се дрзнува да ти прати некаква порака. Не е ни битно, генерално сум имал онака валкани пораки, меѓу другото и понуди налик ова, но никогаш не сум ја прифатил, ако можам така да одговорам. Следното прашање ќе ми го постави Ивона и баш ме интересира што и паднало на памет. Здраво луѓе, се надевам дека сте добро и дека се чувате и ти Марио, се надевам дека си добро дека се чуваш. Моето прашање до тебе е кога последен пат имаше секс? У овие денови на карантин, Тебе. Чао. Океј. Не знам колку е паметно да одговорам на оваа прашање. У денови на карантин сите сме чисти ко солза. Океј. Меѓутоа пред карантин, леле не ке пијам. Следно на мени сок од свекло со бибер. Најдобра другарка ако не ти го сиебе животот, нема кој да ти го сиебе. Овој не е така лошо, но не би сакал да ми се повтори. Океј, следно прашање доаѓа од GP. Да видиме што GP има да ме праша. Здраво на сите, моето име е GP и мене ми беше зададена задача од страна на Марио да му поставам брутално прашање, така да Марио, еве го моето прашање кон тебе. Замисли се дека си во момент во животот каде што имаш работата на твоите соништа, значи на професионално ниво си исполнет и го имаш најдоброто и тоа што секогаш си го сакал, а истовремено ја имаш и знаеш дека имаш љубовта и среќата на твојот живот. Како would you rather тип на прашање, мораш од едното да се откажеш, од кое од тие две се откажуваш. Со среќа одговарање сите брутални прашања и поздрав од мене. Океј, на ова прашање ќе одговорам. На мој 24 години би одговорил дека би се откажал од љубовта на мојот живот во овој момент со оваа расположение. Меѓутоа, со оглед на тоа дека сепак станува збор за љубовта на мојот живот, можеби би ја ставил по страна и кариерата, би се посветил на љубовта, па така среќен и исполнет на тоа поле, некогаш подоцна би продолжил да работам на себе и на својата кариера. Иако никогаш не би сакал да се најдам токму во ваква ситуација, од причина што не може љубовта на мојот живот да биде девојка која ќе ми застане на патот и ќе ме спречи во тоа да се остварам себе си. Не знам како тоа да го формулирам, меѓутоа ајде ќе одговорам конкретно, би се откажал од љубовта на мојот живот во овој момент. Океј, следното прашање доаѓа од Антонија Гиговска, па ајде да видиме што таа сака да ме праша. Пошто сме во изолација, пошто сме дома, би сакала да го прашам Марио која му беше последна девојка. Име и презиме. Неќе мочи ове ноќи. Јао. Cheers, Антонија Гиговска. Леле, ова така лошо мирис. Ова е дефинитивно најодвратно од сите. Баш грозно. Се препотив. Океј. Следното прашање ќе ми го постави Марио Мано. Здравечки, моето прашање за Марио е ако можеш да тргнеш еден инфлуенсер од македонската сцена, кој би било тоа и причина за истото? Океј. Следно е водка и
и цимет. Генерално не ги следам сите инфлуенсери у државата. Денес уствари секоја втора будала инфлуенсер, така што од една страна сите би ги тргнал, од друга страна немам таква желба ниту потреба, од причина што секој има право да живее онака како што сака. Така што јас ќе се напијам водка и цимет, затоа што во овој момент не ми текнува ниту едно атрактивно име, кое мислам дека ќе држи вода ако го кажам, а не би сакал да грешам душа. Така што, Марио и менјаче, cheers. Ја ќе се отрујам ова видео. Леле, Јас извидувам што сум одвратен. Ова гори. Фуј. Следен ќе ми постави прашање Стефонатор. Но ова мора да одговорам што год да ми има поставено, затоа што не можам да пијам. Ај, Стефане, спаси ме. Здраво, Марио. Знам дека не личам на ништо и верувам дека сите не личиме на ништо за време на карантинов, али да не должам, моето прашање за тебе е со кого никогаш не би снимил 90 секунди или да ти го направам уште потешко за да не се вадриш со одговори кон мене, тоа не ме интересира, јас тоа не го слушам, гледам или што и да е. Со кого сметаш дека 90 секунди не би имало прегледи и поради таа причина со него не би снимал 9 секунди? Повели. Океј. Не, морам да одговорам на ова прашање затоа што не можам да пијам црвено вино и црвен пипер, барем не во овој момент после водка и цимет. Генерално најуспешните луѓе у нашава земја, луѓе со багаж, веќе не се актуелни и од нив ниту јас би очекувал, ниту ти, претпоставувам, очекуваш прегледи. Сите тие луѓе се квалитетни, значи јас лично немам против тие луѓе ништо. Меѓутоа, од аспект на маркетинг, не би снимал 90 секунди со Пере Нокаут, например. Ти имаше со Пере Нокаут, јас Нокаут ги обожавам, бендот ко бенд супер, Пере кул. Меѓутоа, тоа е серијал кој се фура онака инстант. И добро е што ти тоа го тераш веќе 3 сезони, од причина што секоја година различни луѓе се актуелни. Например, еве, сега ги имаш ликовите од Преспав, кои се онака бум. Од друга страна, со исти тие глумци да си снимал пред 3 години, ништо. Се препотив, колку сакам да одговарам дипломатски. Еве, следното прашање нека биде од Ксенија Деспотовска. Што има да ме праша Ксенија Деспотовска? Здраво на сите, моето прашање до Марио е, поради тоа што ајде јас сум од сферата на блогерки, би сакала да ми кажеш која ти е онака најодвратна блогерка во Македонија. Некоја што така баш и не ја сакаш. Океј, не можам да кажам дека не постои, уствари она не е блогерка. Нема да ја именувам, ќе се напијам од причина што истата таа девојка јас приватно ја почитувам. Сметам дека е доволно паметна, интелигентна и така натаму, меѓутоа се користи со многу ефтини трикови за да дојде до популарност, а нема конкретна професија од јавен карактер. Меѓутоа, нема да одговорам од причина што нема да се чувствувам убаво доколку го изговорам името. Така што, Ксенија, cheers. После водка и цимет, црвено вино и црвен пипер. Екстра. Црвениот пипер не се познава уопште, веројатно паднал доле, али ја не љубам нешто многу црвено вино, така што не ми беше најпријатно. Меѓутоа, боле 20 секунди да не ми е пријатно, отколку цел живот. Верувале или не, последното прашање за денеска доаѓа од Лина Пеевска. Да видиме што Лина има да ме праша. Здраво на сите, здраво Марио. Пред да ти го поставам прашањето, сакам само да упатам една кратка порака до сите, а тоа е дека сите треба да седиме дома, да ги миеме рацете и да ја одржуваме нашата лична хигиена.
затоа што сите знаеме каква е моменталната ситуација поврзана со COVID-19. А моето прашање за тебе е кој од следниве пејачи не би ги пуштил онака дома да се ги слушаш за своја душа? Владко Лозановски или Тамара Тодевска? Ајде да те видам се. Леле, не. А не, знаеш што е најголемиот проблем овде, што мене, кога некој ќе ме праша кој ти е омилен пејач од Македонија, ја викам Владко Лозановски, која ти е омилена пејачка, ја викам Тамара Тодевска. И ти буквално ми ги наброја Тамара и Владко као опции за бирање. Знаеш што е најголемиот проблем исто така во овој момент, што од вкупно 10 прашања веќе на 5 не одговорив, ако не одговорам и на твоето ќе бидат повеќе неодговорени отколку одговорени. При тоа треба да направам нов круг на истиве овие бљуготини и да се напијам кисела вода со јаболков оцет и вегета. Верувам дека Владко и Тамара нема да го гледат ова видео, а се и да го гледат, сигурен сум дека нема да се налутат. Ги познавам и двајцата, ги почитувам, ја слушам нивната музика, така што ако баш мора да одберам, не би го слушал Владко, затоа што реално знам многу повеќе песни од Тамара, па ете, од таа причина, при тоа дамите имаат предност, па ете, не би сакал да ја ставам Тамара во втор план, иако, као што кажа веќе, Владко ми е омилениот пејач од Македонија и сметам дека е еден од најдобрите вокали моментално на Балканот. Така што ќе одговорам само за да не се напијам од чудова што се наоѓаат пред мене, инаку баш ме стави тесно. Останав жив, тоа е добро, се надевам дека мојот стомак нема да сноси последици после консумирање на сите овие чуда. Јас ви благодарам што го гледавте оваа видео. Ви благодарам и на сите вас, драги мои пријатели, колеги и познаници кои учествувавте во оваа видео. Јас сега се одјавувам, а ние се гледаме многу наскоро со многу нови видеа. Чао!